Подобрување на патната инфраструктура, олеснување на протокот на сообраќај, засилување на економската активност е дел од придобивките од булеварот со кој Гевгелија се поврзува со автопатот кон граничниот премин Богородица, а денеска официјално беше пуштен во употреба. Ова инфраструктурно решение, кое покрај што ќе го олесни транзитот на гевгеличани, ќе придонесе и за отворање пат кон потенцијални инвеститори. Автопатското решение е реализирано во две фази во 2023 и 2024 година со вкупна вредност од 19 милиони евра од буџетот на општина Гевгелија. Гевгеличани добиваат нова сообраќајна врска до граничниот премин Богородица, но истовремено од големо значење овој патен правец е и за транзитните туристи кои минуваат коридорот 10, а со подобрување на инфраструктурата, значи во таа местност Милци, ќе се привлечат и нови потенцијални инвеститори. Покрај автопатското решение, Гевгелија ќе добие и реконструирана спортска сала, што е од огромна важност за жителите кои со децении чекаат да биде реконструиран овој значаен објект за нив. Проектот е во вредност од над 16 милиони денари. Општините ќе можат допрва дополнително да работат на инфраструктурни и капитални проекти откако ќе ја добијат финансиската инекција од вкупно 250 милиони евра. Премиерот очекува наскоро после ребалансот да стартува реализацијата на проектот. Спомена градоначалникот за овој објект позади мене, нешто кое што представува за самите гевгеличани една убава емоција. После толку години истиот почнува да се реконструира, реновира и навистина и оваа капитална инвестиција ќе додаде вредност у животите на гевгеличани, но не само тоа. Очекувам веќе во август да почне и реализацијата на оној проект за кој што цело време зборуваме, а тоа е реалоцирање на средства од централниот буџет кон општините со специјална намена за проекти, ќе повторам, за капитални проекти, капитални инвестиции. Премиерот Мицкоски од Гевгелија најави динамично инвестициско лето. Најавува дека ќе има нови инвестиции, но и проширување на постоечките. Се очекува инвестицискиот бранд да донесе стотици милиони евра годинава и над 1000 нови вработувања.